Ве поздравувам, браќа и сестри, ви посакувам Божи благослов. Навистина прекрасно саботно утро, со многу гости. Дали Господовата радост се наоѓа во вашите срца? Ако се сетите во библиската поука, кој беше најважниот стих? Каков дух ни дал Господ? Господ ни дал дух не на страв и страшливост, така? Туку каков? Сила. Светиот Дух е сила. Се согласувате? Апостол Павле на друго место запишал дека Божјето царство не се состои во зборови, туку во што? Во сила. На трето место, Божјето царство не е јадење и пиење, значи нешто материјално, туку што радост, мир, трпение во Светиот Дух, сите духовни дарови. Дали ќе бидеме мирни во ова последно време, кога изгледа дека се е во хаос, кога сите зборуваат дека Третата светска нуклеарна војна веќе започнала? Дали верувате во тоа? Дали се плашите? Според сите лекции на верата што досега ги проучувавме, еве имаме практичен испит. Се зборува дека започнала нуклеарната војна. Се зборува дека се очекува дека Соединетите американски држави ќе му се придружат на Израел во нападот против Иран. Рускиот претседател веќе изјави дека во тој случај тој ќе влезе во војната на страната на Иран. Пакистан, кој исто така нуклеарна сила, изјави дека тој ќе влезе во војната на страната на Иран. И сега да не ги набројувам останатите вести, а Израел изјавил дека ако тој пропадне, ако тој сега доживее пораз, како што мнозина и му прорекуваат, му предвидуваат, тогаш тој ќе активира доктрината наречена Самсон. Еднаш зборував за тоа, се сеќавате која беше тоа. Израел има една, тоа не е ниту војна тајна веќе, има една доктрина во случај наречена Самсон, зошто? Лесно ќе разберете зошто. Во случај Израел да пропадне, да доживее пораз, да го снема од географската и политичката карта, значи во случај да доживува пораз, во случај да го снема, тој ќе ги активира своите нуклеарни потенцијали за да го збрише целиот Блиски Исток. Значи, тој самиот пропаѓа, умира, како Самсон, за да ги збрише сите своји непријатели во Блискиот Исток и на посебна мета се наоѓаат неколку западни престолнини. Брисел, Лондон, дури Њу Јорк. Значи, ако ја пропаѓам, сите нека пропаднат. Ако јас умрам, сите нека умрат.
А деноиве се пронесе и вест дека ако Европската Унија ја признае палестинската држава, Израел се закани дека ќе ги нападне нуклеарно сите европски престолнини, главните градови на европските држави. Сега, прашање. Ја како што гледам Сабајлево, немате дух на страшливост. Никој од вас. Дори неколку мина се расплакавте на катедра, што значи имате свети дух. И мило ми е. Дали се плашите од нуклеарна војна? Дали сите овие закани, дали сите овие фобии, сите овие гласини, Господ рече ке слушате за гласини, за војни и гласини за војна. Така. И што рече Господ? Но немојте да се исплашите. Сега, ако имате вера, јас ви постои прашање, дали се плашите ако имате вера? Не. Кога се плашите? Кога луѓето се плашат? Кога немаат вера. Тоа е главната лекција што ја учевме на многу старозаветни примери, проучувајќи ги лекциите за верата од Евреите 11 глава. Сега би сакал да ја започнам ова беседа прво со една забелешка. Наназад изминативе години забележав еден чуден феномен, а тоа е кога ние нешто зборуваме тука, ете во мал круг, ете и со мала гледаност и на интернет, само затоа што не се рекламираме, кога ние нешто зборуваме тука, меѓу нас, не поминува долго време и тоа потоа почнува да се шири по целиот свет. Ке кажем некои примери. Кога зборував за Харам ал-Шариф, тоа беше мојата најгледана проповед до сега, привлече доста внимание таа тема. Кратко време откако се случи 7 октомври 23 година, нападот на Хамас врз Израел. Тогаш споменав како повеќето западни светски медиуми отворено ја поврзаа таа војна, значи од пред 2 години, со Храмската гора и конкретно самата операција на Хамас беше насловена како? Се сеќавате? Самиот напад на Хамас врз Израел на 7 октомври 23 година носеше наслов операција Ал-Акса, името на џамијата на Храмската гора. И тогаш кажав, ова е само пример, дека оно што ние сме го зборувале, кога ги држав, например, серијата проповеди под наслов Третиот храм од 18-та година, оно што ние го зборувавме, дојде време светските медиуми отворено да го зборуваат и да го најавуваат. Но како поминува времето, временската разлика помеѓу нешто што ние го зборуваме тука и тогаш кога почнува да се случува во светот е се помала, пократка. Значи, од 18-та година до 23-та година, од моите проповеди за Третиот храм до војната на Хамас против Израел, насловена Ал-Акса, во врска со Храмската гора, во врска со Третиот храм, поминале неколку години, 5 години конкретно.
Но се уште се чудам како пред 2 години, кога зборував за јубилејната година, цели 5 проповеди од 23-та година на тема јубилејната година, јубилејот. Кога во последната проповед ја споменав со наше заедничко пресметување, ја откривме оваа 25-та година како јубилејна. До тогаш немав видено, немав чуено никого, ниту на интернет, да зборува за 25-та година. Не поминаа неколку дена после мојата последна проповед за јубилејната година. И веднаш почнаа на YouTube да се појавуваат видеа за 2025 година. Некои многу катастрофални, дека тогаш ќе има нуклеарна војна со многу милиони, стотици милиони мртви. Дали таа војна веќе започнала? Да не ги споменувам повторно вакцините, но и тоа е големо Божјо чудо, што од сите транспаренти, од сите пароли на скопските демонстрации против ковид вакцините, медиумите ја забележаа и ја прославија паролата на брат Борче. Дали е тоа случајно? Оно што ние тука го зборуваме, потоа станува масовно. Јас верувам дека заради нашата вера Господ ја сруши тогашната заевска влада. И во Македонија не се исполнија оние мерки кои што се исполнија и ги видовме во многу други земји, каде што таму адвентистите молчеа, односно се наведнаа да си ги врзат обувките. Сега знаете што е чудно. Неколку седмици поред брат Борче ни зборуваше за пророкот Валаам. Се сеќавате? И еве, оваа последна недела, пророкот Валаам стана актуелен за целата светска јавност. Многу кратко. Кога беше последната проповед кај нас за Валаам? Борче, се сеќаваш? Кога последен пат беше Валаам од тука? Да, или темата за него. Мијатата сабота, знаеме, не беше заради нашиот гостин. Пред 2 саботи да беше? Пред 2, пред 3? Дали знаете како Израел ја наслови својата операција, својот напад врз Иран уште минатиот петок? Дали го забележавте тоа? Ајде, чекам. Знае некој? Како Израел ја нарече својата операција, својот напад против Иран уште минатиот петок? Постојат 2 верзии што ги гледам низ медиумите. Едната е народ како лав. А другата е лав што се крева. Мнозина зборуваат за лавот што се крева, што се подига. Еден израелски канал, ТВ канал од Израел, што редовно го следам на руски јазик, тој вели народ како лав. Може би целиот наслов е народ како лав што се крева, па сега некои
го споменуваат само првиот дел, некои други го споменуваат само вториот дел. Зошто Израел вака ја нарекол својата операција, својот воен напад против Иран? Тоа е намерно направено, бидејќи овие зборови, народ како лав или лав што се крева, се од каде? Од Библијата. Каде во Библијата? Да отвориме во 4-та книга Мојсеева или Броеви. Броеви 23 глава, 23 и 24 стих. 4-та книга Мојсеева, Броеви 23 глава. Дваесет и 24 стих. Може да почнеме, и јас би сакал да почнем заради поширок контекст. Ке почнем да читам од 18 стих. Значи, Броеви 23 глава од 18 стих. Значи, Валаам се враќа кај Валаак. И во претходниот 17 стих Валаак го прашува што рече Господ. Бидејќи Валаам претходно му рекол ќе речам, ќе кажам тоа што Господ ќе каже. Од себе самиот нема да зборувам, нема ништо да измислувам. Сега 18 стих. Тогаш Валаам ја почна својата песна, вели овде Константинов. Дали било песна? И рече: Стани, Валаку, и послушај ме со увото, Сефоров сине. Бог не е човек па да лаже, не е човечки син за да се кае. Зар тој кога ќе рече, нема ли да направи? Зарем ветува, па не исполнува? Веројатно ова била некоја поговорка, стихотворба, што веќе се кажувала меѓу израелците. Па сега Валаам ја цитира и ја повторува, па може би затоа е тука наречена песна. 20 стих. Ете, јас почнав да благословувам, нели Валак бараше да проколнува, ете, јас почнав да благословувам, зошто? Зашто тој благослови. И јас не можам да го сменам тоа. Но зошто? Зошто Господ го благословил Израел тогаш? Следните зборови откриваат: не видов неправда во Јаков, ниту видов престап во Израел. Господ, неговиот Бог, е со него и царско воскликнување има меѓу него. Бог го изведе од Египет, тој му е нему како биволски рогови. 23 стих. Нема волшебства против Јакова, ниту вражања против Израел. И кога ќе им речат на Јаков и на Израел, што прави Бог, и сега зборовите од 24 стих.
ете, народот ќе стане како лавица, ќе се крене како лав. Нема да легне додека не го проголта пленот, додека не ја испие крвта на убиените. И сега, израелската влада ги зима овие зборови и си ги применува на себе си. Така ја нарекува својата воена операција против Иран и мнозина протестанти заведени веруваат, веќе почнуваат и да проповедаат на интернет, дека ова пророштво сега ќе се исполни. Сега Израел ќе го исполни. Прашање, дали е тоа точно или не? Според оно што го знаете. Не. Големо не. Зошто? Од една едноставна причина. Затоа што има денес голема неправда, голем престап во Јакова, големо беззаконие во Израел. Што напиша псалмистот? Ако бев нашол беззаконие во моето срце, се сеќавате на тој псалм. Нема да ме вослеши Господ. Господ не може да благослови беззаконие. Сепак, ова се интересни настани и јас би сакал да ви споделам некои информации за тоа како се случи сето ова на Блискиот Исток деновиве. Имено неколку часа еден израелски медиум со наслов, англиски наслов All Israel News објави дека неколку часа пред нападот на Израел врз Иран минатиот петок, само неколку часа пред нападот, израелскиот премиер Нетањаху го посетил Западниот зид, каде што евреите се молат, и внатре во зидот оставил белешка со библискиот цитат што го читавме во Броеви 23-24 глава. Содржината на белешката била објавена во петок наутро, на 13 јуни, значи минатиот петок, откако Нетањаху одржал јавен говор, во кој што јавен говор укажал на тоа дека е донесена одлука за нападот, операцијата која што е насловена Лавот кој што се крева, и дека сето тоа било однапред одлучено. Интересно е каков коментар во врска со оваа одлука донел израелскиот министер за безбедносна политика Бен Гвир. Веднаш после владината седница на која што се донесе одлука за нападот врз Иран, Бен Гвир вели дека вака размислувал. Размислував за молитвите на илјадници евреи и генерации кои што се молеле за овој момент. Помислив дури кога пред 2500 години
Мардохеј и рекол на Естира: а кој знае, може би ти си доведена во царството за ова време. Затворен цитат. Понатаму продолжува министерот и вели: тогаш сме имале големо предимство, се мисли во времето на Естира. Но, на прашањето каква е ситуацијата денес, мојот одговор беше: нека биде волјата Твоја, Боже наш, и Боже на татковците наши, и сите кои што патуваат по пат и низ река, сите кои што се од Твојот народ Израел, Ти ќе ги спасиш од секое зло и пропаст и ќе ги воведеш во тврдината на животот и мирот. И ќе ги одсечеш добрите гранки и ќе спустиш благослов и успех во сите дела на нашите раце. Амин. Многу интересно. Израелската влада отворено зборува дека ова што таа го прави денес, го прави од чисто религиозни причини и за постигнување на религиозни цели. Световните медиуми зборуваат треба да се уништи нуклеарната програма на Иран, нафтните полиња, она, еден куп економско-политички, геополитички анализи, причини, но самиот Израел зборува за религиозни причини и религиозни цели. Навистина сме дојдени во едно апокалиптично време и во средината на ова апокалиптична деценија одново се поставува прашањето: дали ќе го доживееме крајот на оваа деценија? Дали ќе настане нуклеарна војна заради третиот храм? Заради Храмската гора? Тие отворено зборуваат за тоа. Забележав дека сите удари што Израел ги претрпе, сите ирански удари, се наоѓаат на крајбрежјето на Медитеранот, Хаифа, Тел Авив и некои други помали места кои што се далеку од Ерусалим. Иран многу внимава да не бира цели кои што се блиску до Ерусалим. Зошто? Затоа што Иран знае дека Израел тоа го сака. Израел сака војна, чија што единствена цел на таа војна е да се сруши џамијата Ал-Акса. Тоа нема Иран да го направи. Но кога е матна водата, полесно се ловат риби. Кога е војна и хаос, полесно ќе им биде на самите израелци да ја срушат џамијата. И да објават дека Иран тоа го направил. Дека иранска ракета тоа го направила. Зошто? Бидејќи е војна. Среде војна и хаос, полесно е да се тврди такво нешто. И полесно е да се изведе било кое планирано разорнување и уништување. Сепак, освен лекцијата дека ние не треба да се плашиме од вакво нешто, без оглед дали Господ тоа ќе го дозволи или не, без оглед дали ќе биде срушена џамијата или не, без оглед дали Господ ќе дозволи евреите да изградат трет храм или не, постои една друга лекција која што
сакаме да ја научиме од сето ова, од сите овие случувања. Да се сетиме уште еднаш на зборовите на Валаам. Зошто Валаам во тој момент не можел да го проколне Израел? Не видов неправда во Јакова и не видов престап во Израел. За жал, и целата старозаветна израелска историја е полна со спротивното од овие зборови. Само во тој момент било така. Денешниот Израел е пол со гревови, престапи и беззаконија. Да не споменувам еден голем скандал го тресе Израел овие денови, не сакам да го споменувам, премногу е гаден. И некои дури велат дека планот да се нападне Иран бил за подоцна, но сега некако подзабрзано решиле да го сторат порано, за да се покрие тој скандал. Сеедно, и христијанскиот свет е полн со неправди, престапи и беззаконија. И адвентистите од короната наваму покажа дека се како деноминација исплашени, понизно се наведнаа да ги врзуваат обувките и иако многу, сепак малцинство беа оние христијани и оние адвентисти кои што се спротивставија на амалгамацијата, се спротивставија на ковид вакцините, се спротивставија на целата пандемија, водени од духот на пророштвото, водени од Господовите зборови. И Господ не оправда. Господ го оправда нашиот став во годините што следеа. Оваа лекција која што посебно сакам да ја истакнам, за времето во кое што денес живееме, е прашањето. Кој е овој лав што се крева според Валаамовите зборови? Од каде знаете? Велите Исус. Од каде знаете? Откровение? Јуда? Мислите на пророштвото на самиот Јаков, така? На самиот Израел, кај што Јуда си го нарекува лавче. Лав. Лавот од Јуда. Денешниот Израел се уште, и може би никогаш, како држава, не се подпира на овој лав. Не верува во Христа, не го прифаќа Христа, не чекори по Христа. Христијанскиот свет што прави? Истото. Не верува во Христа, не чекори по Христа, чекори по антихристот и прави се за да ја исполнат волјата на зверот и на антихристот во овие последни денови. Што ќе правиме ние како поединци? Што ќе правиме ние како црква? Зборувам за местна црква, за сите местни цркви. Не зборувам за организации. Организации, конференции, синоди, сите тие се поклонуваат на зверот уште во наше време, сега, а погодете што ќе се случи кога ќе се наметнува жигот на зверот. Тие сега се наведна да ги врзуваат обувките. Веќе, пред неколку години, порано, сега, што ќе се случи кога ќе се донесе жигот на зверот?
Што кажа Борче Преска во пулката? Од што зависи тогашната наша одлука? Од што зависи тогашната наша одлука? Што ќе направиме кога ќе се донесе жигот на цверот? Од сегашните одлуки што ги правиме во животот. Сегашните мали искушенија, сегашните мали одлуки, од нив зависи како ќе постапиме при последниот голем испит. Се сеќавам кога уште 2008 година, тогаш немавме снимани проповеди, се уште. 2008 година кажа во една проповед дека Израел уште тогаш моли и бара дозвола од Соединетите Американски држави да го нападне Иран. Пред 17 години. Со образложение дека сега му е мајката, сега треба да го нападнеме, додека Иран се уште нема нуклеарна бомба или оружје. Ако чекаме, ако одложуваме, Иран ќе стекне нуклеарно оружје и тогаш ќе биде предоцна. И си размислувам, види, значи, демек тоа е причината. Значи, сега, во текот на следниве 17 години до сега, Иран цело време развива нуклеарно оружје, ама никако да го направи. Како Ирак што имаше хемиско и биолошко оружје, па после се докаже дека нема. Очигледно, медиумите лажат, владите на денешните држави лажат, нивните цели се поинакви, но во оваа апокалиптична деценија вистината излегува на видело. Би сакал да завршам со пророкот Данијел, дванаестата глава. Да поставам пред да го читаме текстот, да поставам и едно друго прашање. Кој е тој народ што ќе се крене како лав? Сега, размислите. Валам тоа го кажал за Израел, така, во свое време. Меѓутоа, веднаш после овие зборови на Валаама, во 23 глава, од Броеви, што се случи потоа, за да Израел доживее проклетство? Се случи блудот. Блудот на израелците со мадијанските ќерки, зашто апостол Павле, пишувајќи им на коринтијаните, вели и да не блудствуваме како тие што блудствуваа, и во еден ден изгинаа колку? 23.000. Во еден ден Господ погубил 23.000 блудници во Израел. Блудници мислам на мажи, кои што блудствувале со мадијамките. Блудник во множина. И уште 1000 погубил, вкупно 24.000, кои што не блудствувале тие 1000, ами тие беа погубени, знаете зошто? Се сеќавате зошто? Тие што се бунеле, оние израелци што се бунеле, дека зошто Господ постапил толку сурово со овие блудници. Со други зборови, денес има многу христијани, познавам и такви адвентисти, кои што велат, јас не сум хомосексуалец, јас не сум LGBT, ама тие си имаат право
на таков живот. Јас не ги осудувам. Проповедаат и повикуваат толеранција. Ти можеш да не бидеш хомосексуалец, но тоа не значи дека не си содомит, бидејќи сите жители во Содом не биле хомосексуалци. Не биле сите жители во Содом хомосексуалци. Но целиот Содом беше уништен, освен знаеме кој. Зошто? Затоа што жителите во Содом, кои што не биле хомосексуалци, сметале дека е тоа нормално. И сега замислите, овој ист израелски министер Бен Гвир, кој што го сметаат за најконзервативен, за најтврд, за најпатриот, за најрелигиозен, во октомври 2022 година изјавил: припадниците на ЛГБТ заедницата се наши браќа и сестри. И потоа рекол дека, иако смета дека така наречените паради на гордоста не се прикладни, сепак како министер нема да ги забрани. Значи, и денешниот Израел е како другите пагански народи, како и нашите влади овдека, како и западните влади, кои што се содомски. Содомски. И пророкот Исаија што рече? Ако Господ не ни оставеше мал остаток, многу мал остаток. Се сеќавате, Исаија вели многу мал остаток, не вели остаток. Ако Господ не ни оставеше многу мал остаток, ќе заприлегавме како кој? Како Содом, ќе бевме како Гомор. Значи, Израел без верниот остаток, последниве 2000 години, Израел без Христа е еднакво на Содом и Гомор. И тоа го гледаме денес пред наши очи. А кој е остатокот? Кој е остатокот? Кој е народот што ќе се крене како лав? Реков Даниел 12 глава. Во Даниел 12 глава пророкот зборува за некој што ќе се крене или за некој што ќе стане во последното време. Не во времето на Валам, значи во времето на Моисеј, не било кога во времето на Стариот Завет, не во ранохристијанската историја, не во средниот век, туку некој што ќе стане денес, во последното време, од историјата на овој свет. Кој е тој што ќе стане? 12 глава, 1 стих. И понатаму. Во она време, кое време? Кога зборував за Харам ал-Шариф, ги цитирав зборовите од 11 глава, 45-тиот, последниот стих, во врска со Антихристот, и ќе ги постави своите дворски шатори помеѓу морето и гората на преславното светилиште. Тоа е желбата на ѓаволот, тоа е желбата на сатаната. Тоа е желбата на зверот, тоа е желбата на Антихристот. Заради тоа се водат и денешниве блискоисточни војни. Но и нему ќе му дојде крајот и никој нема да му помогне. И сега 12 стих вели во она време. Дали живееме во ова време? Во ова апокалиптична деценија. Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво што немаше откако се луѓето на земјава, па до тоа време.
Значи, да се подготвиме. Предстои најстрашното време на неволи, какво што немало во целата поранешна историја. Но ќе биде кратко. Господ вети ќе биде кратко. Како што и се што денес се случува многу бргу и многу кратко. Последно време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, се зборови што му се кажа ни на Даниел, но кој? Сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Тогаш ќе се разбудат мнозина кои спија во земниот прав, едни за живот вечен, а други за срам и вечен презир. Разумните ќе блескаат како сјајниот небесен свод и кои ги учеа мнозината на праведност како звезди довека во сета вечност. А ти, Даниеле, пази ги во тајност овие зборови и запечати го овој книжен свиток. До кога? До времето на свршетокот. Дали овие пророштва, последните пророштва од Даниел, се отпечатуваат во ова наше време сега? Во ова апокалиптична деценија? Значи, пророштвата за светилиштето, 7 глава, 8 глава, тие веќе се отпечатија неколку века порано. И откако постои адвентизмот, пророштвата од 8 глава, 9 глава, тие веќе се отпечатени неколку века порано. Дали дојдевме во времето кога се отпечатуваат последните стихови од 11 и целата 12 последна глава од книгата на пророкот Даниел? Наше не е да ги предвидуваме времињата, како што многу пати кажавме од ова место. Значи, одговорот е не знаеме дали сме сега во време кога ќе се исполнат тие настани, завршните од 11 глава и целата 12 глава, но ние треба да бидеме подготвени како да е. Значи, треба да прифатиме дека да, дошло последното време и треба да се подготвиме како да ќе биде сето ова утре, многу скоро, следниве седмици, во текот на летово, есента, оваа година, па и да не биде, слава на Бога, ако Господ реши да го продолжи времето на милоста, нека биде така, но ние треба да се подготвиме. Кој е народот што ќе стане како лав? Тој е народот на Михаел. Народот што го следи овој голем и славен кнез. Тој е народот што го следи својот Господ и Спасител Исус Христос. Тој е народот кој што ќе биде запечатен со Божиот печат. Дали ќе се спасат сите израелци? Не. Дали ќе се спасат сите христијани? Не. Дали ќе се спасат сите адвентисти? Не. Кој ќе се спаси? Верниот мал остаток, запечатениот остаток од откровението, на чијто чела е запишано името на Небесниот Отец и кој што го следат јагнето Исуса Христа, секаде каде што тоа оди. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.